Почитувани колеги, почитувана влада на Република Македонија, почитувана јавност, денес имам да поставам 3 пратенички прашања. Двете пратенички прашања се до премиерот и едното е до професорката Весна Јаневска, министерка за образование. Онкологија, предмет преку кој целата јавност посведочи за скандалите кои 7 години го тресеа здравството и предмет кој го потврди системскиот криминал што се правил на клиниката за онкологија. Единствено нешто што се презеде беше разрешување на директорот на клиниката. Овде, во Собранието на Република Македонија, низ разни активности, констатиравме премногу пропусти кои влијаат врз крајната услуга што ја добивале пациентите, ако ја добивале воопшто и покрај фактот што од 2017 година наваму нивото на одобрени средства драстично се зголемувало. Па се давале тендери од керка на татко. Видовме неусогласени податоци. Се распишувале јавни набавки без образложение за потребата од набавката. Се давала можност на само еден понудувач да ја одредува цената без соодветни протоколи или најкратко како сакале. Никој во оваа држава и сакал и си одлучувал кој ќе живее, па дури и кога ќе живее, а кој нема да живее. Констатиравме дека не се уважувало мислењето на стручниот колегиум и наместо тоа директорот сам одлучувал без договор, без јавна набавка, со реверс, како на пазар. Ама министерот му дозволувал. И многу ми е жал сега во моментов што министерот тогашен за здравство, председателот на СДСМ Венко Филипче не е тука. Во 2021 година клиниката за онкологија до Фондот за здравство испратила фактури за потрошени лекови, чиј износ бил за 9 милиони денари понизок од износот евидентиран во материјалната евиденција. Клиниката за онкологија, прекршувајќи низа закони, трошела повеќе пари за биолошка терапија, отколку што било дозволено со буџетот, па фактурите за лекови потрошени во дневната болница биле за 142.000 евра, различни од реалниот износ. Според достапните информации, истрагата за злоупотребите на клиниката за онкологија е завршена. Минатата година од страна на обвинителството беше кажано дека го добиле вештачењето од Србија, каде се анализирале 16 истории на пациенти и потврдиле сомнежите за несоодветно лекување, односно дека на некои пациенти не им била давана терапија, иако била препишувана на нивно име. Во јануари 2024 година, кога повторно било отворено од обвинителството, излегоа со сума за имот на корис од речиси 30 милиони евра. Исто така, еден од аспектите на истрагата беше и набавката на лекови на реверс испротивно на закон, а има и сомнежи и недоследности и во дизирањето на терапијата. Моето прашање е: дали, премиере, имате информации до каде е целиот процес и кога конечно ќе се знае кој, како и зошто го правил ова на штета на здравјето на пациентите? Тоа е моето прво прашање. Што се однесува до второто прашање е поврзано со многу една широка тема која нас сите не засега. Дали било директно или индиректно, но она е тоа што покрај сите овие негативни работи кои ги зборуваме, кои се случувале во минатото и сме сведоци на многу работи, сега сакам да зборуваме малку и за надеж, за посветла иднина, за Македонија која цврсто оди напред, да го тргнеме темното минато за момент на страна, да не го заборавиме, бидејќи затоа што сум силно убедена и верувам дека резултати, казни и обврски, одговорности ќе има за сето она што темно се случувало во минатото. Сега, загадениот воздух е проблем за сите. Сите дишеме ист воздух. За решавање на овој проблем нема брзо решение.
Стандардот на граѓаните е многу битен. Со добра економија, со брзорастечка економија и стандардот на граѓаните ќе се зголемува. Сето ова е директно и индиректно поврзано со моето следно прашање, а тоа е: премиере, најавивте дека 2025 година ќе биде година на странски инвестиции. Па во тој контекст ме интересира колку инвестиции има досега од почетокот на годината и зашто точно е инвестицијата на турската компанија Казанџи Холдинг од 1 милиарда евра инвестиции во енергетиката. Моето трето прашање е до министерката за образование и наука. Почитувана министерка, во минатото и вие, и ние како пратеници, и македонската јавност беа сведоци за носење на избрзани промени во образованието, кои доведоа до навистина страшни последици. Што се однесува до тоа, јас сакам само да ве подсетам дека во февруари 2021 година овде во собранието по изнудена реакција беше организирана јавна расправа за новата концепција на фамозната министерка тогашна за образование, да не ја заборавиме, господјата која направи страшна штета во образованието, а тоа е Мила Царовска. И после таа една изнудена реакција од притисоци кои беа правени во јавноста и во собранието, се одржа јавна расправа. На таа јавна расправа за предлогот новата концепција за основно образование, која претходно си била донесена на влада, се зборуваше и имаше различни мислења. Концепцијата за реформа на основното образование, и тогаш само да ја подсетам македонската јавност дека тие лажеа дека за подготовка на оваа концепција биле вклучени сите засегнати страни. Тие лажеа тогаш дека го слушале и го прифаќале стручното мислење. Лажеа, почитувани колеги, овие колеги што сега требаше да седат овде и да слушат и да се научат дека грешките не смее и не треба да се повторуваат. Оваа опозиција што сега ја нема во салава, лажеа тогаш дека за таа концепција за образование биле прифатени мислењата на МАНУ, универзитетските професори, наставниците, мислењата на сите тие кои се активни чинители и од кои образованието едноставно зависи. Лажеа дека концепцијата е најдобар избор за учениците, а знаете како? За нив најдобриот избор за учениците беше тоа да учат малите дечиња сеопфатно сексуално образование. Лажеа дека концепцијата ќе обезбеди наставниците да предаваат во согласност со европските трендови, а тренд беше тогаш, а сега за среќа се надмина, да нема учебници. Тогаш кога беше трендот да нема учебници, тогаш кога беше трендот да нема дигитализација во образованието, тогаш кога беше трендот наставниците да не бидат почитувани, тие ветуваа европско образование. Резултатите се такви какви што се и јас сакам овие лоши спомени што ги имаме од минатото да завршат, ама затоа мораме да бидеме внимателни и желбата за подобро, поквалитетно образование, каде ќе имаме поголем процент на задоволни учесници, да ни успее. Затоа моето прашање е, почитувана министерка, какви се вашите планови во иднина за спроведување на најавената концепција за промени во средното образование? Ви благодарам.